Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал Радио Лидер. Добро утро, почитувани слушатели на 98,1 FM. Се извинувам што малку подоцна се вклучуваме ово утро, но имавме одредени технички проблеми. Ова утро заедно со мене е Сотир Костов. Добро утро, Сотир. Добро утро, Злате, добро утро за нашите слушачи. Морам да кажам, драги слушатели, дека Златев има чудна моќ. Синоќа легнав во 4:30, завршувам една книга, дојдов полузаспан овде, полуразбуден, само со една реченица ме разбуди. Браво, Злате. Тоа е реченицата? Како си, Сотир, спремен ли си за битка денеска во етерот? Не му реков така, почитувани слушатели. Мислам дека станува збор за своевидна фабрикација на тоа што го кажав, но барем добро го протолкува. Сотир, да, појас. Ово утро сакам да имаме една поопуштена емисија за правосудството. Леле, кај можеме опуштена емисија за правосудството? Тоа е една важна тема во нашето најважна. Општество. Имаме нов дизајн на студиото, нов аутлайн. Да, ми реков се за не мрдам, не знам. Полека, тешко ќе ми нема многу мрдање. Тешко. Иако ти си мрдло прилично. Да. Да. Ама тоа е многу подобро од она другото на П. Што е тоа на П друго? Ајде, тере. Да? Што? Мрдло, П-дло. Сотир, не знам дали успеа, зашо пишеш книга? Македонија, преродба, револуција, државност. 3 столба. За историја нешто? Нешто гениално, ја пишувам 6 години, не ми оди, ама на крајот има да биде мастерпис. Многу некако морам ми си фокусиран на историјата, не ми се допаѓа тоа многу. Па сега ти се допаѓа, не се допаѓа, кога ќе читаш, ке речеш Чичко Сотир, браво. Дедо Сотир. Едноставно, батко Сотир. Да, добро. Значи, сакав ово утро да разговараме на тема Вилма Русковска. Леле. Успеа да ја гледаш кај оне, како се викаше, кај Боки 13? Не ја гледам, знаде. Овие 2-3 дена ти реков, малку сум исклучен. Има, знаеш, сите стана подкастери. Чудна трансформација тоа. Да. Од криминалец да станете подкастер. Од затворен за криминал, нели? Ајде ново за Вилма ти дам со бројки. Да станете подкастер, но Боки 13 има некаков подкаст во кој гостуваше телефонски, ја вклучи Вилма Русковска и се кара кој бил поголем пијаница, кој како се вртел како рингишпил, па како дали имал докази, па таму викаше ти си измамник, овој викаше вака. Тоа ужасно беше тоа да се увечер ќе гледа. Да се гледаат некои 8 минути, но тие 8 минути мене ми одржаа една лекција животна. Добро. Зошто? Од едната страна го имаме Бојан Јовановски, кој е тоа што е. Го знаеме цел живот што е. Значи, цел живот е една гротескна фигура, цел живот е на линијата со законот. Најизвитоперена верзија на македонски селебрити. Добро, но тоа е тоа. Он е тоа што е, сите го знаеме и тука нема дилема. Но, оно што мене ме шокира е дека на повикот јавно обвинител кој крева и... Се надевам телефонска слушалица крева. Да, телефонска слушалица и се расправа 10 минути за онака со најдолни навреди меѓу себе. Јас си го поставувам прашањето, кој бил главата на правосудството во изминатите 10 години? Мислиш во обвинителски дел? Во јавно обвинителскиот? Добро, јавно обвинителскиот дел е значаен дел од правосудството. Да, иако давелеше ќе ви истре само гаките, значи беше и над судиите. Тука си во право. Еве, се повлекувам. Бидејќи им се закануваше на судиите, сети се. Да, но не знам како да ти кажам. Кога ќе го видиш сето тоа, се згрозуваш. Почнуваш да се згрозуваш до ниво да се прашуваш дали е воопшто имаме ние нормални услови за било каков развој во правосудството. Затоа што како глава на обвинителството за организиран криминал, Вилма Русковска селектирала кадри. Да. И таа жена со тој квалитет ментален ги селектирала овие кои денеска се обвинители. Па овие денеска ќе селектираат некој кој ќе биде утре обвинител.
И прашањето е дали е можно воопшто ние да изградиме стабилна обвинителска шема кога имаме, знаеш, една групација на вакви луѓе постојано. Можеме, ќе удариме еден голем и длабок рез до коска. Вака што ти реков на почеток, ама ти си ја разви мислата, па те сочекав да ти кажам. Дигнав рација од Вилма Русковска, инаку никој пат нема да ја заборам, сега дека нашите деца од 27 април не излезат од занданите, кога во некој подкаст, ја не ми текнува Ландов, Лазаров ли кој ја гледав пред неколку месеца, на негови многу конкретни прашања, 16 пати кажа не знам и 21 пат кажа не се сеќавам, а збореа само за предметот 27 април. Таков обвинител, почитувана Македонија, никој пат веќе да не ти се случи. Тоа е неук обвинител. Тоа е обвинител кој нема поима од јавно обвинителската тоа е политички функција. екзекутор, Да. маскиран како обвинител. Браво. И такви имаме многу. Ми се радуваш, браво. Маскиран како екзекутор. Прав екзекутор на обвинетите за кривично дело кој не го сториле. Но, Вилма Русковска е само еден дел од проблемот, кој е мултидимензионален и кој е многу поголем. А тоа е како вие да го разглобите тој систем, како да ги извадите надвор од него сите овие луѓе, кога тој е толку длабоко всаден со години, од првиот ден на македонската демократија и претходно. Да. Па вие да ви кажам. Знаеш, и сега ти се соочувате со една, сега не знам, пак ја земам, случај Чаер, Даниел Арсовска открила некој таму градел дивоградби. Океј. Замислете, у Чаер имало дивоградби. Ама не ми се верува. Не ми се верува. Да, тоа е една огромна, како да ви кажам, се што е изградено после 91 као зграда у Чаир, 99,98% е дивоградби. А да не е 102,5%? Може би и 102,5%, но не исто, тоа не е ни важно. За вие да можете такви случаи да разглобувате, вас ви треба обвинителство. Да. Покрај истражните органи. Вие немате во моментов институционален капацитет кој може тоа да го сработи. Полно единичари, како да ти обяснам. Полно? Единичари. А мислиш овие оценки ве? Да. Браво. Ама види, тоа е судбина, ама ти праша како тој феномен да го разглобиме. Вака, прво ќе осватиме дека е тоа она сантата лед, ајсберг, како се вика. И се да, Вилма Русковска пијана како ринги шпил, што би рекол Боки 13, во таа нивна полемика, и таа дури му рече не негираше дека е пијаница, туку му вели имаш и ти во фамилија, немој многу да збориш. Они си ги довршуваат баханалиите што ги правеа додека таа беше на власт, на врвот на пирамидата на јавно-обвинителската организација, а Боки беше еден од тој беше на врвот на рекетарството медиумско во Република Македонија, кога ја создаде онаа негова телевизија со оние 7-8 ликови на секој втор билборд во Скопје, кога рекламираа нови телевизија и така натаму. Се дел од нив сега денес се благонадежни подкастери кои ни морализираат. Тие ме сонуваат кога спијат. Не ги заборавам никад. Го уништија новинарството македонство. Го претворија во рекетарство. Валкани пари примаа и сега се обидуваат во некои телевизии да држат морализирање. Тоа се згрозувам од такви новинари, од такви бардови. Да се вратиме на Боки и на Вилма. Значи, они се санта лед, не се можеме од нејзе да се спасиме од злото, од канцерот, само ако ја потопиме. Ако се обидиме да ја делкаме, да ја чистиме од дивото месо, од канцерот, не, ќе сгрешиме и ние канцерогено ќе се закачиме. Само потопување, Титаник, значи јавно-обвинителски Титаник за Вилма, медиумски Титаник за Боки или сличните на Боки, и само така ќе направиме прво и основно терен за создавање на нова јавно-обвинителска организација на чело со републичко државно јавно обвинителство, па
па јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, па основното, најголемото Скопско и останатите градови. Почитувани слушатели, претплатете се на нашиот YouTube канал, до сега имаме 10.069 ова утро, да стигнеме побрзо до бројката од 20.000 претплатеници. За ова лето ви најавувам дека утринско еспресо негде ќе оставиме на пауза кон средината, крајот на овој месец, но нема да ве разочараме и ќе можете да не следите. Имаме летна политика. Што збориш, бе? Да, летна политика. Од кај ќе ја лиферуваме? Летната Значи, политика... отказ ќе добиеме ние на зборешни? Не, и вие ќе бидете активирани сите, целата екипа ќе биде активирана на тој наш летен проект. Политика ќе се емитува 2 пати неделно. Опа, бато. Навечер од 10 саат. Јас сакам или планински врв да емитувам, или Преспа, или така нешто. Сакам некој историско место, некој манастир, некој од студио, да. Се зезам. Да не одиме со манастири и цркви, не се собераме ние на партени за каде сме после. Што, не го бидеме партенија за владика? Не, ништо. Не? Ништо. Пропадна лагијата? Па пропадна. Што збориш, Златев? Да. Па многу луѓе нешто го фалеа, го кажува. Да, но по се излезе, не му излезе комбинацијата на партенија. Па види, конечно македонизмот да земе некоја победа кој замав. Што па ти толку со тој македонизам? Да, само тоа низ вековите не обстанало да живееме. А тој непокор со тие бочни влегувања на пропаганда. Дали македонизм? Бугарите велат дека тоа е некаква идеологија за создавање на вештачка нација. Не. Еве, ако сакаш ти као помлада генерација, ќе ти кажам македонство за тебе. Иако ја не бегам од македонизам, велат оној србинот го вовел, не е тачно. Македонизмот го воведоа првите преродбеници, предмиладиновци, значи, првиот вистински македонист е Георгија Пулевски. Од него почнува и македонски, кодификација на македонски јазик, обид за права граматика, и првиот речник, троречник, и четвороречник, и тако дале, и немој да ми гледаш со подсмевање на македонизмот, па следуваат лозарите, па дури потоа доаѓа врвот Крсте Петков Мисирков, а тоа го преземат Рацин и Конески. Значи, еве ти ја дадов едната траекторија лингвистичката на македонизмот. Ако ќе ја кажам преродбенската, ако ќе ја кажам револуционерната, ако ќе ја кажам државотворната, ќе речеш, Чичкотир, ти благодарам, чао и пријатно, ти веќе во лидер нема да нагазиш. Многу интересна трансформација има овој македонизам од Пулевски, Крсте Петков Мисирков. Лозарите не ги заборавај. Од лозарите на крај додовме на Дарко Лешовски. И на Илче, оној од Фейсбук, како се викаше ретардираниот. И кога ќе видиш... Ме патусираш, кој е тој Дарко? Кој е тој Дарко? Не сум информиран, ало, помагај. Поет еден, небитно. Го знам, од шарените нешто. Да. Го знам овој, за мама, за тато, за бато. Да, го знам. Очигледно е дегенерат. Очигледно, кога ќе го видиш крајниот продукт на македонизмот, човек да се подсомнева дека уште на самиот почеток тоа бил фейк, но не се, тоа е некаква друга дебата. Последните големи светли фигури на македонизмот се Гане Тодоровски и Анте Поповски, и ја од нив си го презедов, дури комуницирам со наследниците на Анте Поповски, со збор и непокор за Македонија. Кога кажа комуницирам, си помислив комуницираш со духовите нивни, викам. Да, знам и тоа да го правам, ама не. Како иде тоа со еден од синовите на Анте Поповски. Па види, дома седнуваш, се концентрираш, има нешто што се вика фокус, тоа е првата основна работа од брендингот, се фокусираш, си го замислуваш македонецот низ вековите што сакаш да го комуницираш, затвараш очи, правиш една нирвана духовна и почнеш да зборуваш. Ајде да те насмејам со Александар Македонски, со Филип, со цар Самвил, почнеш да зборуваш со Гоце Делчев, со Кузма Јосифовски. Како иде тој разговор? Со Христијан Тодоровски Карпош. Свеќа палиш, има, кажеш, свети зборови, чуманджи го отвараш. Не, ти се абстрахираш од реалноста. Се абстрахираш и тие ти пренесуваат мисли. Медитираш, вака ти доаѓа Александар Македонски. За социјална слобода,
за слобода на Македонија, на македонскиот народ, и ти кажуваат зошто ги положиле животите. Ти кажуваат крвта, коските, што се разлеани низ цела Македонија, зошто се. А тоа е за независна самостојна Македонија. Сотир, дали преку некои од тие разговори Александар Македонски ти призна дека е бисексуалец? Не. Затоа што ја го имам гледано, нели тоа... Тоа се извитопререните на Холивуд режисери што го представуваат така. Тоа е најголемиот стратег, идеолог и лидер. Поимот лидерство, олицетворение на Александар Македонски. Но знаеш ли да водиш? Но, види, водел во битките, водел во походите, водел во создавањето на градови, на библиотеки. Немој да ме избориш за бисексуализам, целиот запад е бисексуален. Види, сексуалноста во античкото време, во времето на Александар, имала многу поразлична парадигма од денес и постојат значајни социолошки, нели, истражувања, фактографии, дури историски, кои покажуваат дека си шарал лево десно. Не ти кажува кога разговарате. Не ме збориме на таа тема, ама и да збориме. Тој е толку голем во историјата. А Златев, мораш нешто од мене да прифатиш. Тоа е првиот космополит во светот. Можеме да го обвинуваме за ова што сака овие западњаци да ни направат сега што е зазнишена либералната ова нивна филозофија и глобализмот. Значи, Александар е пред семето, Александар е пред зачетокот, значи, глобалист пред глобалистите. Ама ја би рекол сепак дека тој е космополит. Ете толку за Александар, а ти игре мајтор со Александар, ама... Има Фрейк Спайкс видеото, вели Стефан Николовски. Да, Стефан, приметливо е нов ни аутлайнот. Ке провериме подоцна што поточно се случува. Имаме проблеми некој? Не, ништо страшно. Не, најбитно може да не се слушаат. Каде забега Вилма со Боки? Лјупче, гледај ти Боки колку прегледи има. Овој народ се уште под влијание на циркусот викан Зоки Заев. Ми го срами името. Не. Значи, не го обвинувајте Боки за тоа што го гледате, обвинувајте се самите себе си. Затоа што медиумските фигури и популарноста, односно непопуларноста која ја имаат, се само одраз на културниот стадиум на народот на Александар Македонски. Да бидам вака конкретен, јасен и суров. Проблемот не е во Боки. Проблемот е во вас. И јас можам овој подкаст да го направам да биде најгледаниот подкаст во Македонија. Имав, нели, видео кој отида преку 120.000, 150.000 тука која се расправаат, ти си како се каже, египјанец или си ова. И можам ја да седнам да правам шоу тука, да донесам старлети, да донесам будали, да зборуваат за теории на заговор. Продолжи со вредностите кои ги промовираш. Но мене ми е подобро да имам 5.000 интелигентни луѓе, 10.000 интелигентни луѓе, 15-20.000 интелигентни луѓе колку што ме гледаат, од да имам 150.000 дебили. Извинете. Добре, не ако треба да бирам помеѓу гледаноста и квалитетот, секогаш ќе го одберам квалитетот. Ако треба да бирам помеѓу тоа дали јас сум кловн или вас треба да ви понудам некаква реална анализа, секогаш ќе го одберам второто. Дури еве и да копа вака с фреймови. Браво, еве ти една десетка денеска. Ти давам десетка за ова. Вака, ајде сега да ви кажам нешто што е многу жално. Се сеќавате ли Зеленски како стапи на сцената покажувајќи го својот полав орган? Што прави сега Зеленски? Се согласува илјадници, стотици негови украинци да бидат убивани во војна со Русија. Еве таа гледаност. Некој пат како знае да скрене и во кој правец да отиде, мајта пига со цел свет бара милиарди, бара оружје, бара војна експертиза и кобајаги во последните 3 месеца прават мировни преговори. Згрозен само тие мировни преговори на Украина, на Русија и на Западот, па ако сакате и на Истокот, бејќи тоа не се мировни преговори. Ете тој Зеленски со половиот орган како средство за негова гледаност, еве што направи од Украина, а Украина е словенска земја,
голема земја, добар народ, народ со историја и него заслужува тој Зеленски, некој подобар водач. Не, јас таква мислам гледаност дека... не ти треба, Златев. Но И сам ја тука- кажа. Тука веќе нема да се согласиме очигледно. Ајде. Јас сметам дека Володимир Зеленски е навистина лидер кој во овие тешки времиња многу добро се бори со предизвикот, за разлика од оние институционални политичари во Украина кои практично не со земјата во таа состојба, но тоа е друга тема, нема да Ај, кажи ги полемизираме. бројките на Кажи ми ти на убиени и на ранети. Ајде, кажи ги бројките. Чекај. Добро утро, Сета Почит за Сотир, но мислам дека највеќе има страст, вели, да говори за 25 мај. Мислам Да. дека Да. или сите членови на комунистичката младина на Македонија во рамките на СФР се борци за македонизмот. Добро, сака да ме одмести тој пријател наш гледач, нема да може, премногу сум искусен, од историјата не се срамам, од тоа што сум го поминал не се срамам. Не се кријам како другите, не водам политика во демократијата, значи од 90-та година наваму ја не сум политичар. Пред тоа сум бил многу успешен младинец, од моје Кочани сум стигнал преку Скопје до Белград, тоа е мојот живот во политиката. А во професијата сите знаат, Сотир. обвинител, адвокат, па воздухопловец. И од тоа јас не бегам. А кој создаде држава? Кога се создаде македонската држава, да не го подсетувам овој гледач. Ајде со те Во кажи времето ми. на тој комунизам. За разговорот со кој разговараше? Со Александар Македонски? Не, ја примери ти дадов. Иначе, последниот пат да разговарал со Рацин. Со Кочо Рацин Да, беше. прашав, За него возможен викаат ли дека е бил- Рацин денес? Рацин Титуно бе Порталов овој што е Рацин Не, МК. муца, не, порталот Рацин е негово скрнавање на името Рацин. Ја 19 година направив јавна научна трибина за Рацин и го постави прашањето со малиот Клетников, сега предава во Америка, Чекай, стои. Филип Клетников, возможен ли е Рацин денес? Мене тоа ме интересира. Со Кочо Рацин правеше муабет. И што ти кажа? Ми рече, воспитувај ги младите, пренесувај ја нашата поезија, нашата историја, нашата славна НОБ, нашите војводи пред тој линденци, Гоцета Делчев, а од партизаните Кузма Јосифовски Питу, вториот Гоце Делчев, само така со такви вредности слободарски, социјални, револуционерни, родбенски, ќе создадеме младина со вредностен систем, која ќе ја спаси Македонија, која вие повозрастните ја уништивте. Под тие вие се ставам и себе си, иако не сум бил на ниједна државна функција. Ова сакам да го чуе овој слушател што се обидува мене да ме представи идолопоклоник на 25 Александар мај. Македонски, Кочо Рацин, некој друг? Со повеќе. Со повеќе. Ама да не ја скрениме Со емисијата. гемиџиите да не прави. Па да. Леле, Па да. Сотир, тие знаеле да. да попијат у Франција, биле по кафани многу познати. Утре вечер ќе разговарам со Кузма Јосифовски Питу. Овој месец има нешто за него, некој јубилејче, нешто. Ајде, есејот го припремам, ќе го објавам, не го објавам, не знам како ќе се договориме со Нова Македонија, со Курир или не знам, ти тука не ми даваш да објавувам, нема проблем, тоа е демократија, ја го почитувам Сотир, тоа. дај бе со некој жив направи муабет. Од дома Не, си не, правам. Еве да ти да си- кажам, денес е роденден на мојот помал внук Јаков, вечерва ќе славам, вечерва и после долго време ќе пивнам. Нека му е И среќен со моите роденденот. внуци, со Дарон, со Јаков, со децава, со сопругава моја разговарам, со баба Малинка разговарам, со комшиите разговарам и најмногу разговарам во Меджик, ресторанот Каваната, со врвни спортисти, со поранични судии обвинители, со Александар Наков, абе да не ти кажувам, се јас си разговарам да ти кажам. Ама ти не ми веруваш. Со Китанчев, еве врвен експерт во ракометот, Веселин Вујовиќ пред Веселин Вујовиќ. Ево да знаеш. Ја малку поглобално, мислам, треба да почнеш да разговараш, не знам, со Мао Цетун, Кире со Лазарев пред Кире Лазарев. со Енвер Ходжа. Татко на тенисерот, оној славен што беше. Со него се седем у кафана и си разговараме. Тој сега ги коментираше овие успеси на ракометна репрезентација. Така да ја разговарам и во реалноста. Ама никако не се откажувам од нашите поети кои македонски зборуваат прославијани из Македонија,
со нашите писатели. Абе, знаеш што кој најмногу разговарам? Членовите на Македонски манифест, ќе седниме во Дегама, ќе се состанеме од 8 вечер до 9 до 10 сато, периалитат да ти кажам. И партени оној пат изгледа ние го малерисавме. Што сте вие големите патриоти толку против? Не сме големи патриоти. Македонци. Ја не го разбирам што сите му се нафрливте. На кого? На Партени. Партени. Тој ја као што дознав, бил многу познат по тоа што лечел зависници од дрога, бил ефикасен во тоа лечење. Пред него го правеше тоа, таму негде струмичко некаде. Тоа е прво. Второ, бил голем духовник, има духовни чеда на секаде во државата. Сидат тие кај него на совети, на им каже која да се земат, која да се разведат, што да прават, како да прават. Злате, ајде да ја кажам вистината за Партени. Уфрлен човек од пропагандите околу нас и еве сега обид да направи раскол и во така недобро заздравениот ни синод на нашата Македонска православна црква. Ако не те предложиле Златев за председател, што се пикаш сега да бидеш председател на Република Македонија? Хипотетички зборувам. Сотир Коснов. Ете тоа ти е Партени. Раскол во Македонската православна црква прави, собрал тамо негови духовни чеда. Тоа не е пастир. Паството што го дели. Штом синодот не те предложил, покажи карактер, покажи величина, докажи со дејство дека се сгрешиле. Духовните чеда да не прават така зулуми. Убаво напред. Ти реков, не знам, поштовани слушатели... Да не си бил ти на исповедување кај Партени, бе ти? Ало? Како? На исповед да не беше кај Партени? Не, јас сум унијат. Види да не е лошо да си унијат. Ти можеш па да бидеш унијат и да си одиш на исповед. Православен. Духовен татко немаш некој твој... Немам духовен татко, јас со такви работи не се бавиш, да. Си имам поп, идам, ќе си запалам црква у мало. Браво, одлично, чат пат. На празник нова, не сум некој посветен. За оне што ме закачкаше, повеќе оде во црква во комунизмот, што беше забрането, бидејќи имам 11 кумства и сите сакат у црква да се венчате или да крстевам деца. И како голем функционер сојузен одев во црква. Ке речев во комунизмот одевте во цркви, секоја не е забрането да одите у цркви која не сега одам да се слика. Ја не одам да се слика. Ја одам, еве вака, последен пат бе пред некој ден, Спасовден, тоа ми е куќна слава, ама за здравје. Ке загине в 2001 година во Австрија со кола излетав на снегот, ми се отвори двојцата попови, мои другари од Кочани ми ја отворија, Звоне и Владо, и ми рекоа да си ја славиш оваа слава. Оној ден со супругата бевме, погачка, винце однесовме, попот испеа, и за здравје, значи. Одам за такви работи. Кога треба помен да направиме на моите родители кои се закопани во Кочани, кога не можам некој пат да идам во Кочани, во Света Петка или во Соборен храм, ќе поидам, свекички ќе запалам и така. На црква генерално е бордел. А ние у Македонија немаме бордели. Другата алтернатива ја немаме. Јас сум сериозен. Антипод на Вилма Русковска, на Кацарска, на сите јавно-обвинителски судски бордели, може да биде бордел. А иначе со црквата, кога зборувам, јас сум малку посериозен. Те морам да ме сватиш. Ја? Да. Верник, да. Не некој голем или не знам каков да се трторам, ама верник. Почитувани слушатели, има нешто што ме води, на Радио Лидер. Не забравяйте да се претплатите на нашата емисија. Ова утро со вас е Сотир Костов, бивши комунист и верник, и Љупчо Златев, бивши антикомунист и нерник. Тоа е плюс и минус Мери Рус. Кој пееше така, се сеќаваш? Кој? Па овие не бе индекси, магазин. Магазин. Не пратам таква. Пак од наше време. XU музиката. Лиде? Да. Нови фусили не ги пратиш? Не. Шола не го пратиш? Здравко Шолич, знам 2-3 добри песни. Зародичот на рок музиката во Југославија, индекси не го пратиш. Ке те убијам. Јас сум малце опериран од тоа. Со Тоше Филипов вчера се видовме, зборевме, еве тие рок енциклопедијата од него македонската,
да читаш, многу убава е. Спрема Тоше сега музеј, еве да го поздравам Тоше Филипов, тој не гледа, да знаеш, не гледа секоја сабајле, и да му посакам среќа, колку можам ќе му помогнам. Рок музеј ќе прави во Кочани, треба да му помогнеме сите. Тоше, те поздравувам. Тоа кочанци све сме нешто откачени за убави работи. Откачени сте. Ама за убави работи, реков. Да. Имаме идеи, бе. Пауза. Пауза. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер заедно со Сотир Костов. Сотир, Појле. како ти се чини тебе сега со локалниве избори, кои ќе бидат резултатите? Златев, кога расте во Кочани, во Влашкото мало, во улицата, кај што живеев, имаше една фурна, ја викавме кај Волот, и таму правевме разни бравури и ни дава топло лепче, тој вкус, тој чувство, знаеш, тој прво бренд чувство, како дете што сум го имал без да знам што е бренд. Кај Волот. Кај Волот, така се Од викаше. Волот научи што е бренд. Па да ти кажам, првата клица таму. Таму дојде, кога ќе игравме фудбал на мали голчиња и кога мојата екипа ќе победеше и кога ме праша како е резултатот овие постари, многу на малку. Колку победивте? Многу на малку. Мене ми остана тоа, па некој слоган, некоја парадигма, која ќе видам играат кошарка, фудбал, ракомет или тенис, тоа се 4 спорта што најмногу ги следам, и кога ќе видам разлика во квалитет, се вели тоа, викам, овој ќе го тепа многу на малку или овој го тепаше многу. Која е разликата во квалитет? Па разликата во квалитет е коалицијата на власт. И тројната коалиција разединета во опозиција ќе изгуби од коалицијата на власт многу на малку. Да докажам 30 секунди. Денеска и сум брендиран прв пат во твоето студио Академија бренд концепти, од другата емисија ќе пробав нешто нова култура изборна да ти форсирам овде, ама гледам ти ќе не укинуваш. Океј, колку има ќе тераме. Значи на Facebook се обидов и успеав на 5000 мои пријатели да им дадам нова политичка, Facebook култура, каде што нема вреѓање. Ке се обидам на овие политичари да им влијам во овие избори да влезат со нов врносен систем, со нови културолошки, со нова културолошка и политичка матрица, да не се плюваат, да не се напаѓаат, да не се навредуваат, него да се надпреваруваат. Во тој надпревар нека победи подобриот. Мојата диоптрија, мојата аналитичка сонда кажува дека коалицијата на власт, па по некој, јас сум многу пореален од овие истражувањата кои велат 7-1-5-1, е 3:1 во водство во глобала. ВМРО е некаде многу повеќе, 5:1, 7:1, ама вен не е толку во предност, тука некаде изедначене. Знам му прекоси на левица, им прекоси на левица и на СДСМ, и ја го гледам односот 3:1, да речеме. Ама, ова се избори каде што крајните резултати треба да видат градоначалници, советници. Не види, разликата број на градоначалници и број на советници. Квалитет. Го имав му Скопје Петрев Шилегов, кој не беше реално некој многу квалитетен градоначалник, но нешто знаеше да направи. И ВМРО ДПМН не донесе Даниела, тоа се извини. Добро за сега. Разбрате, ти не си грешил во животот. Чекај, ти не си грешил во животот. Еве, јас сум грешник, јас сум верник, јас сум грешник, ја грешките си ги признавам. Ако си приметил, јас знам и да се извинам на јавна сцена, таму кога настапувам во оној Вемблеј, го викаат само вистина. Вечер сум во само вистина, гледајте ме со Александар Трајановски. Го знаев ја тоа однапред, не се секир. Од кај знаеш ти? Ти кажам ван микрофонот и сликата. Да. Ти кажам ван. Ќе ми го поздравиш Александар. Го познавам него од некои дамнишни времиња од Инфомекс. Тоа е... И ти да не го брендираше? Не. Му дадов книги, ама не остваривме соработка. Малку интересен, затворен беше тогаш. После стана замени. Фин дечка. Началник, немам лоши мислења. Поздрави ми го од мене и ви посакувам добра емисија да имате. Гледате денеска само вистина на каналот 18:30 часот. Ќе му речам Златев ти рекламира. Фактура, да. Фактура. Ќе се обидеме да разговараме за најважните прашања од типот
Не знам кој што ќе ми каже, уште не сум анализирал. Ти не кажуват? Како и ова утро што ние еве седнавме да правиме досие за Вилма Русковска, стигнавме до разговорите на зошто ја заборавивме Кацарска? Со починатите херои. Зошто не ја спомнуваме Кацарска? Па си беа петок и сабота, среда и четврток. Курто и Мурто. Да не забораваме. Кој е Мурто таму? Кажи ти. Мене и едната и другата ми се и Курто и Мурто, да ти кажам. Ми го скранавија занаетот со кој се бавев долги години пред да идам во воздухопловство. Како ќе го коментирате за членовите на ВЛЕН кои не сакаат да зборуваат на македонски? Па лошо коментираме. Ова е Македонија. Срам да име. Ова е Македонија, треба Македонија. Али Ахмети, тоа е Али Ахметизам. 20 кусур години на власт, 3 пати не го посети собранието и дали 2 пати прозне македонски, а еднаш влезе во историја. Како и досега. Пак го закопа незборењето на македонскиот јазик. Пак како досега го прати во историја. Да ти докажам за изборите. Види, голема разлика ќе биде. Еве, кажи ми, каде од големите градови гледаш СДСМ ќе победи? Ја не гледа. Во Струмица? Во Струмица? Во Кочани? Сега ќе си кажам, во Центар? Во Делчево? Во Валандово? Што не е голем град. Добро. Ево одма да ти кажам. Во Делчево губи. Кочани намерно ќе го рипнам кога ќе ги видам кандидатите. Ти знаеш дека јас сум родом од Кочани, јас сум жител на Кочани, ја гласам во Кочани, од причина што тоа што му се случи на Кочани сега, нема да го коментирам, ама не бегам. Следната емисија ќе ти коментира. Струмица ќе биде невидена битка ќе биде. Немој да си сигурен дека ќе победи СДСМ. Валандово ќе изгубат. Кажи кој друг град го спомнате, молам? Заборавам, старичок сум. Или толку тие беа. Никој друг кажа? Центар. За Центар имаме една теорија, ама мислам дека зборев не сакам да се повторува. Оној што ќе ја води кампањата, ќе му дадам 2 стратегии. Што јас сум ги правил, едната е проверена победничка, другата прв пат би ја пуштил во аптек и тој што ќе води кампањата за ВМРО ДПМН, ако ги примени миксовано тие стратегии, после долги години ВМРО ДПМН ќе победи во Центар. Запамти го ова и ова Чичко Сотир ти го кажал. Ама многу е битно кој ќе води кампањата и кој ќе биде кандидатот. Сотир Костов типува на победа на ВМРО во Центар доколку има добар кампејн менеджер. Што ти кажам? Сакаш нешто ти кажам? Знаеш што? За човек што зборува со Александар Македонски, мислам дека имаш длабоки знаење за оваа работа. Благодарам. Па види, годините и книгите зад мене и обуките и водењето на штабовите порано или давањето услуги као стратег, као советник, не е мала работа. Еве да ти кажам, кога во претходниот циклус ја обучува ВМРО ДПМН и кога специјално се бавев со луѓето ВМРО-вци од Центар и Карпош, ми викаа, ние сме се специфични општини, не можеме да победиме. Им донесов нивни сопартици од Гостивар, од Битола, од Охрид, кои оценив дека се најдобри во моите обуки, тие ја вршеа обуката и на крај им реков, на овие парламентарни избори ќе победите, ама треба да верувате, победата е состојба на умот. Ништо друго. Победија во Центар, победија во Карпош. Бај, Златев. Да ги чекаме локалните избори. Многу е битно кандидатот и многу е битно кој ќе ја води кампањата во Центар. Добро, економски раст од 3,2%. Да. Потврди Евростат, според кој во првиот квартал македонската економија пораснала толку од владеачката ВМРО ДПМН се многу задоволни од овој резултат. Целта за годинава е раст над 4%. Се вака. Сега опозицијата, морам да предвидам, кој тоа е Евростат, ке речат? Нема врска, лажат. Бидејќи која е Велика Британија, не чини 6 милиарди,
која е Мажарска и Орбан да даде милиарда, која е Америка да даде 500 милиона за ветерниците, сега ќе биде следно, кој тој е Евростат? Не, види се. А ја и ти многу добро знаеме кој е Евростат. Јас сум објективен човек. Мајката, ајде да чуеш. Од една страна очигледно е дека власта сака да направи пропаганда дека овде се случува економско чудо и така натаму. И тоа е нормално, тоа е пиарот, целта е име тоа. Од друга страна, овие ќе речат нема врска. Дали македонската економија е, не знам, врвот туку свет? Не е. Но што е важно? Важно е дека за прв пат по подолго време Македонија се надпреварува. Браво. Со самата себе си првенствено, со своите резултати. Браво. Дали ова е чудо? Не е чудо. Дали може подобро? Може многу подобро. Но дали за прв пат некој гледа и се бори со себе си во однос на економскиот раст? Да. Токму затоа не можам сега тука да бидам ниту пропагандисти да велам ова сега чудо тука економија се раздвижи, ниту можам да бидам критичар и да кажам ова е ништо за нигде, но можам да бидам објективен и да ви кажам дека гледам оти за прв пат по подолго време некој се замара и се надпреварува со тоа колкав ќе биде економскиот раст. Не се замара, него се надпреварува и се залага, ја ги кажа. Не се замара, односно внатре има полемика. Добро, значи во тој смисол. се борат да имаат во позитивно го употребува. Една инвестиција поише, една инфраструктурен проект поише, поголема јавна потрошувачка, за да се дојде до некоја повисока бројка. Односно, не за прв пат по подолго време, пак ќе кажам, нив ги интересираат бројките. Ние у последните 7 години претходно, од 2017 до 2024, имавме состојба во која нив не ги интересираа бројките. Не им беше битно дали е 1%, 3%, 2%, 4%, 3,5% или колку. За прв пат гледаме дека некој се замара со таа работа. Сега ќе видиме, нели, дали ќе испоражат резултати за да почувствуваме ние значајно подобрување на нашето секојдневно живење, растот треба да биде над 5%. Јас сум објективен во однос на таа работа, но не може вие вака да направите, нели, да дојде до 5%, да, но Ја вија дека сме четврта земја по раст, а гледа како спенува опозицијата. Помокно сме биле, економски мокни. Не, по растот, но економски. Тоа е ја филозофско прашање. Фани, почитуваната Фани, не би ги коментирало вие тие пропаганди, ниту од едната, ниту од другата страна. Зошто? Бар најс се тие. Затоа што, видете, ти знаеш што е бар најс. Не е тешко да бидеш четврти по раст кога ти си неразвиена економија. Кај ќе расте германската економија? Не, после овие 7 сушни години тешко е, Златев. Да, тешко е. Но ама еве смеки. Дали е доволно? Не е доволно. Дали треба повеќе? Треба повеќе. Браво. Дали за прв пат некој се оптоварува со тоа колкав ни е растот? Да. И тоа е за целосно поздравување. И тука завршувам во делов на економскиот раст. За да не ве гнјавам да седнам сега да теоретизирам, нема да му се допадне на никој моето тврдење. Значи, до сега мене се ми се допадна што каже. Тоа што тебе ти се допадна не значи дека на Бихачка безброј или поново Павел Шатев и на Илинденска безбројка им се допадне. Сега така свика улицата Джеймс Бонд, тоа е македонскиот Джеймс Бонд, не знам дали знаеш. Павел Шатев од мене е крстен Джеймс Бонд. Ама македонски Джеймс Бонд. Кога го проучував пред 3 години во край. Нема ништо добро, дури ни стои северна во името. Сега. Сотирај бранија северна жица. Ја не го употребувам тој збор, ако си приметил. Ја од денот кога не сменија името. Јас се мачам да не го употребувам. Толку ми е тоа. Провака. Значи, ја не го употребувам ништо, ама се мачам. Природно ми доаѓа некако да кажам Република Северна Македонија, ама знам дека ќе ги изнервирам моите
слушатели викам чекај. На 5 телевизии задржи сум се забранет. Лјупчо. Слушај го да видиш како почна забраната моја за настап на 5 телевизии. Кога се представував со моите соговорници, инсистирав, јас се представувам Сотир Костов, државјанин на Република Македонија, родом од Кочани, бам, правник, таков и таков. И велев, представете се вие. Учетокот не сватија и почна да се представат и они употребува оно на С. Ја тогаш си ветив, а уствари дента кога плачев 9, 10, 11 јануари, кога ни се менеше уставот името, па си се исплачив дома и реков, тој избор никој пат во животот нема да го употребам и не го употребувам ни денес и јас си кажувам Република Македонија. Свеста моја е така програмирана, Злата. Кочо Рацин и со Крсте Петков мислам и со Александар Македонија, зашо џабе прави сега да ти дам аргумент? Ајде. Па човече Божи, овие херои нема плачење, они сите ќе отидат и ќе се борат за... Не, они се боре, они дадоа пример. Ти си седнал дома да плачеш. Да, то не се срамам да кажам. Гемиджиите би го кренале собранието во воздух, а Сотир плачал. Па кај беа македонските гемиджии на 21 век да го направивме тоа метафорично и да се подсетивме на нашите гемиджии. Него сега некој ликува и некој се обидува тебе и мене да не малку одмести лево и десно, да ме немало ништо. Каде бевме кога ни се менуваше името? Која Јорган Планина некој се криеше и така натаму, мој почитуван Златев. Ај вака бе, за следната емисија со кој сакаш да ти кажам што му обеќе сум направил, до тројца можеш да ми наброиш. Знаменити историски личности, да видиш што ќе ти донесам поздрави. Ајде да направиме малку една така симпатична шема. Измисли тројца луѓе до крајот на емисијата. Еве ти ги измислувам со Горан Стефановски. Браво, права ига. Значи со Горан Стефановски, со Питу Гули, може на влашки да си правите. Па како, не знам. Камо може да знам влашки. Идемо да врзе една Питу Гули и третиот, значи имаме еден така современ, имаме еден овакво. Се не знам дали да забегаме скроз у антика. Кажувај, не мораш. Со Пердика. Пердика? Да, овој Осневачов. Океј. Питу Гули за 2-3 дена ќе го пуштам есејот и ќе ти го дадам тебе. Добро. За Горан ќе го создавам, веќе пишувам. И за Пердика. Вчера со Пердики да за Горан Стефановски се изборевме со Тоше, овој рокерот во Диво куче бе си били во Диво куче те носам еден ден, така кочанска кафана во Средско. Глуво куче. И за Горан Стефановски денови ќе го направиме сејот. Има добра. Па Белки ќе го пуштеш на лидер. Да, ќе го пуштиме, има добро. За овие тројца мора да ми пуштиш. Има добро ребро со има добро таму. Со газдата е син на мој другар. И компирот. Не сум го видел Јанче одамна. Ама вчера ми беше убаво, бев таму во Глуво куче. Имав работа нешто дебар мало. Една кафана 100 метра под Глуво куче, па го чествува Горан Стефановски, има вестници таму за Горан Стефановски и тако дале. Скоро син му дојде на клупата, си правише муавет со татко му бе. Еве да знаеш. Еве мене прогласиме луд. Синот на Горан Стефановски пред месец дена беше во Дебар мало со поетите и писателите македонски, чествуваше годишница нешто за нашиот почитуван Горан Стефановски и си правеше муабет на клупата. Ајде да те видам коментар. Добре, ја со духот на татко му се разбира. Аха. No comment. Добро, сепак ти благодарам за ова. Ја ова го сваќам позитивно што играш мајтап со моите зборови со духовите. Да, повеле. Не знам, ја би може да се направи. Ја би си направил муабет со духот на Стојан Андов. Со духот на кој дух? Со Киро Глигоров. И со духот на Тито Петковски, ама жив. Не го можам со нега да се Титко не ми го закаче док е жив. Значи, и да ги прашам, добро веко, правите шо гледавте? Златев, ај послушаме сега ќе видам сериозен. Кога за прв пат пред 15 години го прочитав есејот Тој плаче од Димо Хаджидимов, напишен, ама те молам слушаме. 1924 година, ама те молам. Дека стайлингот се повеќе ти наликува на Дедо Мраз. Па јас сум Дедо Мраз.
Па ја по потреба сум Ернест Хемингвеј, па ја по потреба недолко овој како се вика Миленковски или како му е името, ме вика Садам Хусеин, па ме викат Колозов. Се прифаќам бе, ама јас сум Сотир Костов. Да ти го кажам ова со духовите од каде излезе. Ајде. Го читам есејот на Димо Хаджидимов, беше 1924 година, за Гоце Делчев. Тој плаче. Тоа е еден од најдобрите есеи било кога напишани, и кога јас си го преработив и за прв пат го пуштив, мислам во Курир, пред некои си 6-7 години, ја почнав дека ми се јавил духот на татко ми, на дедо ми Сота, дедо ми Димко, и ми рекле: Чедо, Сотка, не давај Македонија да се скрнави име, да се смени бидејќи ти си воспитуван во духот на Пито Гули, Гоце Делчев, бидејќи по татко сум таа линија од Никола Карев, по мајка сум од Тиквешијата, од Кавадарци, тамо некоја партизанска линија има, и затоа ја правам микс меѓу партизаните и овие комиците. Од тогаш неколку пати сум применувал ваква комуникација, дека за разговарам со нечии духови. Морам да знаеш дека прв пат го применив на Гоце Делчев. И да знаеш убаво ми. Почитувани слушатели, ако некогаш умрам и ако некој лаже дека разговара со мене, соберете го. Не, ти да живееш у 601 година, да живееш, ако да правиш вакви добри емисии. Умрам. Вакви добри емисии да правиш. Сотир вика, дали мајцава ти е знамето за Украина? Да ти кажам право, горниот дел фали уште тоа жутото. Да. Ја знам дека сум Академија бренд концепт. Ама не, твојата мајца дали е знамето на Украина? Не е знамето на Украина. Чека се гледа, да ставам. Ајде. Не, таман си. Супер. Академија бренд концепти. Тоа е Академијата преку која обучувам лидери на локално, регионално и државно ниво, и меѓудржавно, и во Босна сум обучувал, и денеска намерно дојдов со ова, бидејќи од следната емисија почнувам, како што ви реков, нова парадигма, нова политичка култура, нова изборна политичка култура. Вика Сотир Колозов. Добро. А пази, кој има долга коса, никој не ми велеше дека сум Че Гевара. Никој не, а пази, еве го бе да го виде себе. Десничар, а гледај на телефонот што има. Погледнете го. Комунист. Појма немаш. Револуционер, филозоф, човек кој се откажал од кабинет, отишол револуција да прави. Се исклучи се, ајде. Еве го. Че Гевара. А музиката, ако ми звони, знаеш која е? Smoke to the water, Deep Purple. Тоа е Сотир Костов, комунистот, што ми го вие думате името ми го, да не кажам што. Сотир, дали е точно дека по твој совет СДСМ боите оние што се првите плаво жуто ги добиле? Не. Ова е знак дека треба да се вратат на своите бои, а не им ја украдува црвената боја, а оној ден кој прочитав Мугрите на слободата, се обидуваат, и затоа во понеделник одам на Максо да му шепнам нешто, се обидуваат на Максо идеологијата да му ја земат, Асномска и Линденска, а тие за време на Заев и овој позаев, како се викаше овој? Ковачевски, ги уништија актите на Асном, го уништија Асном, го сменија уставот со асномските аки, и сега они ќе зборат за Мугрите на слободата, за асномска работа. Во Крива Паланка, информирај се да видиш што имало. Ми звони Григор Копров, не знам зашто ќе го барам по Јави му се, оној ден се видев јас со него. И он беше во Велес, со Циле беше ги. Да. Григор Копров е еден од најголемите композитори современи на Република Македонија. Го поздравувам, Григор, да си жив и здрав. Го побарам по емисија. Така. И да знаеш, провери што се случило во Крива Паланка, некој сака идеологијата на ВМРО и Лиденска и на знам Асномска, да ја преземе туку така. Ајде баш да видиме. А оваа боја, СДСМ нека си ја врати ако сака да почне да реди какви такви за почеток успеси. Мене случајно овие бои ми се од Академија, имам ја и други бои на мојата Академија бренд концепти, ама видиш тој слушателот и гледачот добро приметил. Значи, враќање конкурените, бојата на СДСМ е ова, а не она што украдо од ВМРО. И знаете шо? Кога видов дека имат химна, бе. Ајде, ја знаеш ли химната на СДСМ, те прашам?
Ајде пушти таму Па таа има од Лепи сол, нели беше? Браво, ја знаеш. Што е, јас сум задоен со СДСМовско млеко и јас во ја не можам да спием навечер затоа што Шо бе не можеш да спиеш? Го имам издадено СДСМ. Јаве ми се, ја ќе ти кажувам. Не можам да. Ја ќе ти кажувам со кои духови да зборуваш и има кој јагненце, џобебенце да спиеш. Со кој? Со духот на Лази Китановски. Со духот на Јани Макрадули. Не, ама жив е. Жив, да. Ама не. Извинувам. Види, Лази Китановски не е било кој да ти кажам. Лази Китановски погрешно ги насади корените на разузнавачките служби и не се случува денешно, не се случува, да ти кажам, 7 години разузнавачките служби да работат против интересите на државата и против националните и државните интереси. А иначе беше добар професор, да ти кажам, на правен факултет, кога јас студирав, тој беше асистент, млад асистент. Али као почетен разузнавач, не ги положи испитите. Ај прашаме за некој друг од историјата, ајде. За кој да те Не знам за кој. Моментално, сакаш да ти кажам што проучувам. Моментално, првата генерација револуционери, Разловечко востание и македонско, тоест некој го викат Кресненско. Дедо Илјо Малешевски и Поп Георгиев Беровски, ти тврдам најголемите револуционери, најчистите револуционери, никад не дозволиле бугарско влијание, не биле екзархисти, не биле вакви, не биле украинци, не биле руси. Мораме да ги издигнеме на ниво на Илинден. Тоа се двата најголеми револуционери. Покојни Буцо Лазов во една прилика на телевизија има кажано дека Мирка Велиновска многу му личи на дедо Илјо Малешевски. Што збориш бе? Да. Ау, ќе анализирам и следната емисија ќе ти кажам. Значи, можеш да направиш некаква паралела. Што јавноста не знае, не знам ти дали знаеш, пошто баја си чатен. Дедо Илјо Малешевски бил главниот човек на Гоце Делчев, кога дедо Илјо Малешевски бил веќе стар, а каналите меѓу Бугарија или Пиринска Македонија и Вардарска Македонија за проток на оружје и барут Гоце Делчев, што се борел да доаѓа во Македонија, а фабриките мини биле во Бугарија, тој му ги гарантирал каналите. Еве тие нишката меѓу Разловечко, Македонско востание 1876-78 и ВМРО 1893 или 1903 Илинденско востание. Ама тоа некој треба да го проучи, тоа некој треба да го каже, а не да се баве со историја и образование по музички желови на бугарите. Не прифаќаме, најн! Почитувани слушатели на Радио Лидер. Работен наслов на ова емисија беше Досие Вилма Русковска, но реален наслов на емисијата која ќе оди на YouTube е што разговараше Сотир со духовите на Александар Македонски и Кочо. Дедо Илјо Малешевски. Не, Дедо Илјо Малешевски во наредна прикина. Добро, важи. Стварно, што ти кажа Дедо Илјо Малешевски? Дека Гоце Делчев да поживеал уште малку, ќе сме имале држава уште 1903, 4 и 5 година. Ама, клетите турци, българи, шпиони народни го издале и затоа си патиме од самите себе. Почитувани слушатели, претплатете се на нашиот YouTube канал. Утре гостин во Радио Лидер е Маријан Ѓорчев, заедно со мене и со Драган. Постариот или помладиот? Било со Маријан Ѓорчев. Маријан, да ми го поздравиш многу. Да, утре ни е гостин со Драган Милосављевиќ. Во петок е задушница, така што може објективно Сотир да се разговара со довите и на еден ветски начин. Сум во Света Петка и Соборен храм. Во петок. Да. Може би од таму ќе ти направам некој линк. Да, слободно, да. За Горан Стефановски, како беше? За Питу Гули? Или третиот заборај? Помагај. Горан Стефановски, Питу Гули и третиот и Пердика. Пердика, yes! Пердика го забори. Коренот. Или Аминта, некој, било кој, ја тие не ги знам. Пред Филипа. Да, тие што се пред Филип, некој кој ќе се ги фанам династиите, кратко. Да. Повеќе ќе се задржам најмногу на Горан, па на Питу,
И Како е многу јака парадигма борбена. Ви велат дека многу пиело. Абе види, дека правил што сакал, се борел и гинел за Македонија, а види се, на многу нема да им се бендиса мешавина меѓу албанец и влафе. Као што мајка Тереза, нема што да криеме. Исто, македонка со албанска и влашка крв. Тачка. Зошто сме осетливи, албанците ни ја својата, а ти овојно не. Родена скопјанка човек, она е македонка е. Во крвта има и албанска и влашка компоненти. Што има тука лошо? Ништо. И она затоа, за да не дели, велеше јас сум граѓанка на светот. Приштоени слушатели, сите луѓе, независно дали се македонци, албанци, власи, кинези, африканци или било што, имаат иста крв, а тоа е црвената крв и секој од нас може да прима еден од друг крв. Така што зависи кој групи. Овој концепт на влашка крв и на македонска крв или на ваква крв или на онаква крв не постои. Има нулта позитив, нулта негатив, РХ позитив, А, Б, како беа сите тие. Во овој момент не ги ни знам. Токму затоа, ослободете се од парадигмите, ослободете се од предрасудите. Нема потреба да правите мојбет со духови.